колега Шелегов, кажете му го тоа на Тунтев, јас од Канада доаѓам, не сум од САД, ама ќе му одговорам, не е проблем. Значи, колега Тунтев, очигледно во брдот наречен СРСМ нема пилот. Вие во рамки на вашата патеничка група немате согласен став по ова прашање. Значи, еве ги направиме една паралела. Анкетна комисија формирана на скандал со прислушувањето треба да утврди политичка одговорност на политичари. Анкетна комисија за фабрика за афери треба да утврди политичка одговорност повторно на политичари за таа афера. Сега, во едниот случај, демек сме имале ние други механизми како интерпелација, ама и тие механизми ги има опозицијата. Тогаш чуму беше формирање на таа анкетна комисија за скандал за прислушувањето, ако веќе станува збор за одговорност исклучиво на владени функционери кои што ги бира ова собрание. Вие сте свесен дека тоа не е така. Анкетната комисија треба да дознае вистината. Дали тоа ќе биде преку сослушување владени функционери, преку средби со останати органи, кажав претходно. Значи, треба ние како анкетна комисија да стигнеме до вистината. Каква и да е. Вие, опозицијата, не оневозможувате во таа наша мисија. Еве, ве замолувам пред целата македонска јавност, кажете по кој член од одлуката, која што вие гласавте во собрание, заедно со сите останати политички партии, која што предвидува сведокот да се побара и да му биде возможено затворена седница, и деловникот кој што заеднички го донесовме, по кој член или став е предвидено на закажана седница за сослушување на сведок, председателот на таа комисија да ја прекине седницата и да не оневозможи да го сослушаме. По кој член тоа предвидено? Каде пишува тоа? Ево, објаснете на македонската јавност. И мене ми е нејасно. Еве, јас чекам. Дополнително, согласно деловникот, ние имавме можност и ја искористивме таа можност да побараме закажување на седница, која што во определен рок треба председателот на таа анкетна комисија да ја закаже. Повторно, вашиот сопартиец не го почитува деловникот кој што сам го донел и не ја закажува таа седница. Значи, вистината, колега Тунтев, е следна. Вистината, колега Тунтев, е следна. Опозицијата, Социјалдемократскиот сојуз, не сака да се дознае вистината ни во едниот, ни во вториот случај. Затоа, вие, анкетната комисија за прислушкувањето, сакавте да претворите во театар, не ви го дозволивме тоа, не работи. Ова комисија воопшто не сакате ни да партиципирате. Да не правам муабет за оние две надзорни комисии кои што ги споменав, кои што не закажуваат седници, што е надвор од секој ум. И колега Тунтев, и во Канада, и во САД, и во сите останати други европски земји, европски демократи, опозицијата ги користи механизмите во собранието. И во сите тие механизми е предвидено и отворена и затворена седница. Да, Хилари сведочеше отворено, ама сведочеше затворено. Оти некои работи не се за пред јавност. Благодарам.